Како пред 5 децении, 15-тата генерација матуранти од гимназијата Кирил Печиновиќ се сретнаа во истата училница од каде што матурираа. Денес, голем дел од нив се пензионирани лекари, стоматолози, инженери, правници и просветни работници. Прво се бараа на матурантското табло старо 5 децении, а потоа и меѓу себе, се додека не задзвони училишното звонче за по повикот дел од нивните класни раководители да седнат на училишните клупи од кои излегува пред 50 години, како 15-та генерација матуранти од Тетовската гимназија Кирил Печиновиќ. Видно сменети нивните ликови, зборуваа за поминатите години, за различните судбини, но на секое лице без исклучок се гледаше задоволството што по толку време се среќаваат во училиштето, во кое, како што ни рекоа, се стекнаа со зрелост. Низ избор од нивни спомени направија краток времеплов на заедничката младост, со што се освежија нивните сеќавања од заедничкото време. Во текот на школувањето ги немавме денешните современи нагледни средства, компјутери и слично, но имавме вредни професори ентузијасти кои со едноставни технички и други помагала се трудеа да ни ја направат наставата поинтересна. Нашиот Раде Пласчија во својот кабинет располагаше со разни филмови по предметите историја, географија, биологија, литература, така што теоретската настава ни беше илустрирана и прилично осовременета. Постоја и кабинети по хемија, физика, политехника. Изведувавме и настава во природа. На лице место собиравме материјали за хербариум, инсектариум, на лице место ги цртавме мостовите на пена и тетовското кале.
Тоа е она што недостасува на денешната настава, што почесто да се излезе со учениците од училницата. До душа, ние тоа еднаш го направивме и легално по предметот физика, колку да се каже и дека тоа сме го имале во нашите средношколски денови. Секој почеток на школска година беше определен за задолжителна производна работа во трајање од 2 недели. Така се вклучувавме во процесот на производство во разни фабрики, печатници и други индустријски објекти. Учествувавме на многу локални и сојузни работни акции, на слетови и штафети, на прочуените првомајски паради, каде некои поминуваа пред трибината вежбајќи на разбој, а некои од нас многу полесно, со фотоапарат пред себе, тоа беше фотосекција. Културно-забавниот живот ни беше мощно богат. Посетувавме театарски представи, опера и балет во Скопје со фургони. Самите подготвувавме театарски представи и приредби во училиштето и во него. Поради земјотресот во 60-та година сменивме неколку училишта. Во Братство беше згодно што учениците имаат 2 врати, па од едната влегува професор, а од другата бега ученик што не е спремен за тој час. А пак учењето во земјоделско беше приказна за себе. Таму повеќе машки, а ваму повеќе девојчина. Одлична атмосфера за дружење и размена на мислење. На традиционалната екскурзија во 3-та година, која траеше цели 15 дена, ја обиколивме целата наша поранешна татковина Југославија. Сите природни убавини, Словеничките езера, Постојна, екзотичното Сараево, Загреб, Белград, сите културно-историски знаменитости ни беа достапни. Имавме и наше море. Матурската вечер ја прославивме во зградата на општината на составени канцелариски маси со пак папир и со по едно младо кромиче за секој место цвеќе. Ама изгледавме убаво. Во свечени тоалети, многу модерни за тоа време. Девојчињата со високи штекли од коштана и натапирани фризури, машките во строги костуми и вратоврски. На прославата покрај директорот, покојниот професор Најдан Ѓурчиновски, беа присутни класните, сите останати професори од гимназијата и поголем број општествени работници. Не забавуваше локален музички состав со задолжителна труба. Нестрпливо чекавме да ни се признае зрелоста. А кога ги зедовме дипломите во раце, ми се чинеше дека ќе ги допреме сите виножита на небото. Но животот ни ги покажа и другите трнливи патишта, кои со многу добра волја и стремеж кон подобро моравме да ги совладуваме. Како што напиша и Негош, животот е чаша со мед и жолчка, измешани и најлесно се пијат. Секој верува дека неговата генерација била најдобра. Тоа е секако поради младоста, здравието и убавината што ја поседувавме. Но оваа генерација може и објективно да се вброи во најдобрите, зашто се поклопува со општиот напредок и подем во целиот свет. Ние сме рок-н-рол генерација, деца на сонцето и битолсите, среќници што имаат толку малку, а знаеа да уживаат толку многу. Се школувавме скромно, со мали стипендии и детски додатоци, но бевме сите еднакви. Никој од нас со ништо не се издвојуваше од другите. Сега чекам некој да ми рече, надали се чекате. Со басмени фустани и балетанки, девојчињата се замислуваа дека се Одри Хепберн или Натали Вуд. Машките го имитираат Джеймс Дин или Марлон Брандо со ретки јакни од Трст. Одењето на кино беше апсолутен хит. Обожававме каубојски филмови или романтични мелодрами. Многу се дружевме, по журки и излети, но и учевме вредно, така што оваа генерација може да се нарече и генерација на интелектуалци. Имаме 16 просветни работници, наставници и професори, 14 административни работници, 4 инженери, 4 стоматолози, 6 лекари, од кои 2 со звање лекар на годината, 4 дипломирани правници. Имаме дури и еден премиер во поранешната влада,
и еден собственик на најмалиот етнографски музеј во светот, кој што ќе имате прилика и да го посетите. Најважно од се е што низ сиве овие години се потврдивме како вредни и честни граѓани на нашата земја, кои денес заслужено ги минуваат годините во блажена пензија, релаксирани и доста витални и физички и психички. За љубов на тие времиња и за сеќавање на таа наша легендарна генерација, денес сме собрани тука, па да прославиме сите заедно. За матурантите од генерацијата 1961 година, 50 години е еден долг период. Многу од нив не се познале на денешната средба. Велат, години поминале, луѓето се менуваат. Да не се ваквите средби потполно би се заборавиле. Може би на изглед сигурно, но спомените не избледуваат и ништо не може да ги избрише. Крајно време беше да се видиме, да поприкажеме за тие убави денови што сме ги поминали заедно и да се уште малку подружиме. Гледате, ние сме веќе луѓе во години, колку ни останува никој не знае, затоа решивме да се собереме, да се видиме, да видиме кој каде како живее и што планира да понатаму. Што на ваквите собири, заеднички собири, обично разговарате со вашите соученици, некогашни соученици? Значи, кои се темите на разговор, на кои моменти најмногу се сеќавате од вашето образование? Па знаете, она, како е од роđenja па до гроба, најлепше е жачко доба. Ние за тие денови највише разговараме за нашите заеднички доживувања, патувања, екскурзии и така натаму. Ова е генерација која што се многу дружише и во тоа време, а и после тоа се дружиме многу често и многу и ден денеска се гледаме заедно. Фамилиарно се дружиме, се подсеќаме на нашите минати времиња, на тие убави школски денови што се не заборавни. Според Филиповиќ, тие живееле во едно поинакво време, но како што рече, и во тоа време, па и сега, има големи предности и недостатоци. Ова време учениците не се дружат толку колку што ние се дружиме. Они повеќе по кафичи, прекупирани се со компјутерите, со интернет и така натаму. Додека ние ги немавме тие можности. Ние секој момент гледавме се најдеме да се дружиме и така. И до денеска е така. Остануваме, мислам, најмилите другари ни се школските другари. Секогаш кој ќе се сретнеме, се присеќаме на тие денови и радо се дружиме. 16 просветни и 14 административни работници, 4 инженери, исто толку стоматолози, 6 лекари, 4 дипломирани правници и 1 премиер на поранешната влада се дел од ретко успешните ученици од оваа генерација. Па знаете, ние сме една од најуспешните генерации колку ја знам од гимназијата. Например, кај наша генерација е Григорije Гоговски, Еминија Ештреп, бившиот директор на медицинското училиште, Драшко Насовски, инфектологот примариус,
Зора Невчевските, Зуни Османи, исто така позната докторка Борис Милосавлевски, кој беше јавни обвинител, као јавен обвинител на градот, се пензионира. Така да имаме многу успешни луѓе во нашата генерација. Од гимназијата славениците се упатија кон најмалиот етнолошки музеј на светот, чиј собственик е нивниот соученик, Симеон Златев Моне. Навистина е посебно доживување да се биде со моите колеги, некои не сум ги видел многу години, може и 10-15 години, али добро се препознавме во главном. И ете, после луѓето што доаѓаат од целиот свет тука во најмалиот етномузеј во Светото Ѓевчиште, да дојдат и моите колеги и две професорки. Замислите, тоа е голема чест и обавеза за мене да истрам и понатака. Фала ви, благодарам и на вас, како го поддржувате овој настан 50 години од матурирање во гимназијата Кирил Печиновиќ во Тетово.
Нивното заедничко славење матурантите од генерацијата 1961 година го продолжија во ресторанот Petrol Company на заеднички ручек. Повторно си прикажуваа, се сеќаваа на средношколскиот живот, ги информираа нивните школски пријатели за успесите на нивните деца, внуци, за пензионерскиот живот. Дел од нив со себе имаа понесено и албуми со фотографии кои сведочат за посетените места, нивните заеднички екскурзии, а во секоја фотографија имаат врежано безброј спомени.
Генерацијата гимназијалци од 1961 година броила 50 ученика во 3 паралелки, 2 на македонски и 1 на албански наставен јазик.